Ние 30 години правиме остапки на некого и за нешто. Прво бевме фиром, па после го сменивме знамето, па се продолжи со Охридскиот рамковен договор, па се правеше територијална прераспределба на општините, па се делеа територии на партиите и градови, Кичево и Струга познатиот пример, па после стигнавме и до промена на име, сега треба да менуваме историја и јазик. Нема крај, затоа што не постоеше јасна концепција кога во 90-тите ја добивме државата, буквално на поклон и според моje истражување и мислење, поради среќната околност дека Србија го имаше Милошевиќ и некои одредени светски структури имаа потреба да го ослабнат, бидејќи со појавувањето на Македонија во 90-тите години се измести балансот од Букурешкиот мировен договор, односно поделбата на Македонија, територијата на Македонија во 1913 на 3 држави. И практично вие имавте изместување, двата дела си останаа, едниот во Бугарија, едниот во Грција, но делот кој што беше доделен со тој договор на Србија стана независна држава. И ние имавме историска шанса таа независна држава да ја претвориме во лик, например, на една Хрватска, да поставиме принципи како ќе се формира државата, кои се нашите национални и стратешки интереси. За жал не успеавме тоа да го поставиме. Влеговме во еден бесконечен процес на остапки 30 години и не успеавме да изградиме политичка елита во смисол не на негативната конотација на зборот елита, туку на вистина луѓето кои што би биле и кои што се лидери во општеството, дали во науката, дали во своите области, дали во економијата, во бизнисот, да ги инкорпорираме, тие да ја водат државата. Наместо тоа, ние почнавме да бараме просечни луѓе, за да можеме да ги контролираме зад завесата, па после тие просечните луѓе треба да побарат уште попросечни луѓе за второ ниво, како во филмот Inception, сон во сон, да може да ги контролираат на подлабоко ниво од подалеку и повеќе. За жал, тоа кај мене не буди чувство на оптимизам.